Во тек е изложба на дигитален арт Љубовта на Ники. За оваа изложба ќе зборува куратор, ќе кажам, професорот Лазар Трипков и неговиот татко Крсте Кекев. Добро утро, навистина ми е особено драго што, така ќе кажам, смогнавте сили да зборувате за Никола. Меѓутоа, ајде да ја објаснеме неговата техника, неговата визија. Никола допрел можеби во она што можеби некој за цел живот и за долги години не може да допре, ни го прикажува, и чувствуваме неговата енергија и очувствуваме она што оставил во трајни белези за нас. Добро утро и поздрав до вашите гледачи. Ви благодарам за честа што ни ја дадовте да можеме од ова место тука лично да се обратиме до публиката. Она што е многу битно е дека Љубовта на Ники, впрочем, е една инспиративна изложба, која што во еден многу идеалистички формат, на прекрасен начин ја изнесува емпатијата како носечка нишка во општеството. Дали тоа нас не учи на одредени вредности кои што можеби ги имаме изоставено, или паралелно на тоа, љубовта која што или емпатијата која што можеме преку уметноста да ја изразиме, па од друга страна отвара нови прашања во нашето општество. Она што е многу битно е дека Ники било дете кое што својата попреченост сакал да ја манифестира преку креативни алатки на изразување и длабоко нурнувајќи во естетиката која што прво доаѓала под големо влијание од страна на дигиталните медиуми, меѓутоа представувала за него најлесната, односно најбрзата форма на ослободување на тој креативен потенцијал. Тој се нурнувал во своите дела така што се инспирирал од различни елементи кои што можеби на некој начин него и му недостигале, односно недоволно ја исполнувале неговата потреба за духовна контемплација во контекст на уметноста. Па така во овој формат денеска, во изложбата, се представени дела кои што демонстрираат различни пристапи. Тука може да препознаете карактеристики на неговите изрази како дете, во фазата на подоцен развој, нели, и периодот на тинеџерски денови, како и фазата на рана адолесценција, некоја на созревање, каде што сите сегменти посебно се уклопуваат, доминирајќи одредени бои, меѓутоа барајќи го и оној контраст кој што во животот е многу битен за да можеме да ја погледнеме малку пошироката слика. Сакал уште една работа да надополнам, заради тоа што ние живееме денеска под прагмата на вештачката интелигенција, нешто што е многу битно ние да го осознаеме и да го сватиме. Сега јас би направил само еден чекор наназад и би кажал дека Ники, она што го покажа на оваа изложба, без негово присуство, но присуство длабоко во нашите мисли и срца, ни покажува која е вредноста на човекот наспроти машината. Значи, екзекуцијата на преку таа нели промптот кој што се внесува таму и кој што дава такви имиџи, тој го има направено 3-4 години пред тоа. Дали е тој предвесник на некаква интеграција која што ни покажува дека длабоко врежано машините се сузбиваат преку ставови на човекот, каде што директно се интегрира со тоа што го создава и креира, или пак ние ќе се препуштиме и ќе дозволиме сето тоа да надвладее. Да отвориме една малку поширока дебата за тенденциите, сепак сметам дека маестрален бил неговиот израз. Ја во работа со студентите успевам тие работи да ги детектирам и морам да потенцирам дека дури работните фајлови кои ги гледавме со таткото на Ники, неверојатна свесност имал во однос на тоа што го работи. Значи, тоа е просто за воодушевување. Јас би сакал да ги поканам не само сите факултети, него сите основни училишта и средни училишта да дојдат тука, да поразговараме, да дискутираме, да ја надминеме таа фаза на емпатија и на недостаток на емпатија, нели, да почнеме да размислуваме малце во однос на надежта и тоа што може да го обликува општество. Професоре, многу убаво кажавте и навистина само нешто што можам да кажам и да констатирам од она што го кажувате, само може да биде помагало вештачката интелигенција, сепак умот е нешто над се.
а тоа во случајов кај Ники, кај Никола, го гледаме, ни оставил раскош во неговите креации. Никола остави за вас голема задача, вие како родител од, како претходно кажувавте, не верувавте дека ќе се изреализира изложбата, меѓутоа сега мислам дека сте горделив, татко. Апсолутно, да бидам искрен пред се. Добро утро, сите гледачи на Македонската телевизија. Убаво прашање сте поставиле. Од момент кога почнав да реализирам идејава, се прекршував со два моменти. А тоа е гордоста која имал дел од егото. Се плашев да не ја засенам во изложба, што сакам да им дам два карактера. Едниот карактер, кој што кажа професорот Трипков, е уметничкиот карактер, а вториот карактер е социјалниот карактер. И зашто Никола потекна тоа дело, да кажеме, од популацијата, да кажеме, со лица, да кажеме, со посебни потреби, или луѓе кои се борат со собствените искушенија за здравје, но што здравите луѓе не ни помислува тоа, не го бркат во некој кариера. Он имаше други искушенија, а тоа е инспиративниот дел од животот, како он успеа гладко и елегантно да се фокусира на одреден пат и да чекори да иде напред здрави резултати. Искрено ви кажам, јас додека ги работиш овие работи, не верував дека ќе стигне до ваму. Не верував. Оно што го гледав беше една работа и тоа што го знаев е друга работа. Објективно не сум општо искусен во овој дел, не влегувам во проблематиката, но далеко сум од тоа што беше него, што е Никола син. Тука затоа што мислев дека едно младо момче е овака амбициозно, која афинитетот бе креативноста, не може да достигнем толку високо до креативниот дел, до техничката изведба и да вклучи креативноста во таа техничка и да добие резултат. Кај него се забележа голема разлика, се забележа во сликите. Значи, во почетокот на сликите, кога почна, може да кажам, позначајните фотографии што ги прави, негде околу 2014-15 година, значи тоа на негова 7-8 деление, ова прва година, кај него се забележува поголема креативност во тие слики, додека во последните години се забележува технички дел многу поусовршен. Така. Тоа зашто го открив ова годините отпоследно, од кога почнав малце повнимателно да гледам тие работи, инаку така, и оно што е најзначајно, остави трајни белези, како што кажав, и еве едно поле, како што и професорот Лазар кажува, поле за обработка на идните генерации, и заради тоа, мислам, вие како родител можете да бидете горд во однос на буквално сега вештачката интелигенција, како велиме, оно новинарски бум прави, бил пред вештачката, нашиот Ники, пред вештачката интелигенција направил фрапантни, маестрални, еве ние како новинари се воодушевуваме на неговите зданија. Би сакал да се наврзам во ова што каже и професорот Трипков, од почеток како што сакам да реализирам ова цела идеја со проектот, а најпоќе за инклузија во лица со повреќеност, да кажеме, и пораката се прати дека ако може Никола, можат и сите други. Само треба доволно да се отворат и да отворат своите потенцијали. Од почеток почнав како ја општам идејата, така дојдат луѓе ми викаат, знаеш ли, вика, ова е стара работа веќе, како пред стара работа. Па види со ај какви убави слики се прави. За жал малку поверував и тоа допринесе малце овој проект малце да добиеме една година, да кажем, да се провлече. Како повеќе навлегувам во Artificial Intelligence, така забележувам дека оно што е човек креирано, дека е далеку понапред и мислам дека вештачката интелигенција не може да се носи ова. Може да направи слики, али не со... Би сакал уште нешто, ако ми немаме многу време. Би сакал да се заблагодариме исто и на професорот Александар Кондев, кој што беше дел од овој проект и од реализацијата од самиот почеток. Знам дека неговото око кажало многу повеќе во однос на големината на овие дела. Ви благодарам за директното вклучување во утринската програма. Навистина ќе живееме со неговите дела, бидејќи оставија длабоки траги. Уште еднаш ви благодарам. Благодариме на вас.